Понеделник, 30 март 2026, добра вечер во Дневникот на КТВ. Тешка семејна трагедија го потресе Росоман утрово, откако 27 годишен маж го одзеде животот на својата 54 годишна мајка. Според официјалните информации од МВР, денеска околу 7 часот и 30 минути во семејниот дом по претходна вербална расправија ИР, 27 години, со остар предмет и нанел смртоносни повреди во пределот на вратот на својата мајка. Осомничениот сам го пријавил делото во СВР Велес, пошто полициски службеници од ОВРК Вадарци веднаш го лишиле од слобода. Лекар од итна медицинска помош Вадарци на местото на настанот констатирал смрт кај 54 годишната жена. Увид на местото на трагедијата извршија јавен обвинител од основното јавно обвинителство Вадарци и увидна екипа од ОВРК Вадарци со цел целосно расчистување на случајот. Унапредување и зајакнување на меѓуопштинска соработка во локална самоуправа, координација и заеднички проекти помеѓу општините за поефикасно користење на ресурсите и подобрување на услугите кон граѓаните. Во насока на имплементација на препораките од оценските мисии во рамките на функционирањето на демократските институции и реформите на јавната администрација, Министерството за локална самоуправа денеска организираше консултативен настан насловен како унапредување и зајакнување на меѓуопштинската соработка во локалната самоуправа. Целта на овој настан, кој го организираше Министерството за локална самоуправа во соработка со Програмата за развој на Обединетите нации UNDP, беше да се разгледаат и дебатираат тековните активности и извештаи од анализата на актуелните состојби, како и успешните практики кои тековно се применуваат. Една од клучните цели на работилницата, на која учествуваа градоначалници од сите општини, представници на министерствата, развојните плански региони, како и членовите на Комисијата за поттикнување и следење на меѓуопштинската соработка, е и размената на искуства и консултации со клучни засегнати страни со цел за надградување и подобрување на меѓуопштинската соработка како еден од најважните механизми за развој и испорака на квалитетни услуги во единиците на локалната самоуправа во Македонија. Кавадарчани оваа година ќе можат да изнајмуваат велосипеди на градскиот плоштад. На располагање ќе бидат 40 велосипеди, чија употреба треба да поттикне здрави животни навики за почиста и поздрава животна средина. И оваа година јавното претпријатие Градски превоз Кавадарци продолжува со иницијативата за бесплатно изнајмување велосипеди, достапна за граѓаните од сите возрастни категории. На располагање ќе бидат околу 40 велосипеди, поставени кај инфоцентарот во строгиот центар на градот, кои може да се изнајмат со приложување на личен документ. Општина Кавадарци ја поддржува оваа активност како дел од заложбите за поттикнување на здрави животни навики, унапредување на урбаната мобилност и намалување на загадувањето. Се повикуваат граѓаните активно да ја користат оваа можност и да придонесат кон почиста, поздрава и поодржлива животна средина. Се реконструира водоводната линија во село Сопот. Станува збор за проект вреден 37 милиони денари, средства обезбедени од Министерството за транспорт. Во тек е реализација на проектот за реконструкција на главната водоводна линија во село Сопот. Проектот опфаќа реконструкција на водоводната линија со вкупна должина од 4900 метри, со вградување на дуктилни цевки со профил Фи 100 согласно предвидената техничка документација.
Вкупната вредност на проектот изнесува 37 милиони денари, средства обезбедени од Министерството за транспорт. Градежните активности се одвиваат согласно предвидената динамика за реализација на проектот. Мицкоски ги предаде македонските национални интереси, обвини на денешната пресконференција лидерот на СДСМ Венко Филипче. Го слушнавте сите Христијан Мицкоски. Подготвен бил да чека со децении за влез на Македонија во Европската Унија. Да троши децении од вашите животи, од животите на вашите деца, внуци, на идните македонски генерации. После ова признание на Мицкоски, веќе на сите им е јасно што во Македонија се случува. Со Мицкоски и неговата организирана криминална група нема членство во Европската Унија. Значи, децении за гарантирана сиромаштија, загубени генерации поради засилено иселување на младите, карта во еден правец за македонската младост. Значи, децении криминал и корупција без никаква контрола. Значи, тонење во калта на Мицкоски и неговата криминална банда. Христијан Мицкоски со часовници од 60.000 евра, со бизнис мрежа во тендерска групација, посакува децениска изолација. Бизнисменот Мицкоски може да чека. Ама напатениот народ и работниците кои едва и врзуваат крај со крај, со ниски плати и високи цени, не можат, и не смеат, и нема да чекаат. За спас, многу наши граѓани ќе бидат принудени, као што тоа веќе го прават, да вадат бугарски пасоши. Ќе останеме и без држава, и без народ. Целта е тие да си делат криминални тендери, да грабаат народни пари, а народот да пати и да плати. И тоа така со децении. Се потврди тоа што го говоревме во изминатиот период, дека Мицкоски ја турка земјата во изолација и работи за странски интереси. Преку српски, унгарски, се до руските интереси. Мицкоски е прокси руски играч. ВМРО, организираната криминална група, е тројански конј на поделбите на македонското национално ткиво. Мицкоски клечеше и молеше за власт, лажејки го народот дека ќе го врати името, а сега поради него Македонија е таа што е на колено. Предадени се нашите национални интереси, стратешката определба на земјата да биде рамноправен дел со обединетите народи во Европа. За македонскиот народ, членството во ЕУ значи интеграција, како македонци кои говорат македонски јазик, рамноправни во големото европско семејство. За сите наши граѓани, членството во ЕУ носи пари, носи пристапни фондови до 40 милиарди евра, поголеми плати, повисоки пензии, подобро образование, подобра инфраструктура, подобро здравство и секако правда. Немаме децении загубени. Тоа се нашите животи, тоа се животите на нашите деца и на нашите внуци. Македонија нема децении загубени. Оваа земја не е создадена да чека, за да стои во место, да се плаши во неизвестност и да се затвора во изолација. Македонија е создадена да оди напред, да напредува, да биде слободна, демократска, европска земја. Македонија не е создадена за власта да ја краде, да го плячка народот и да ја држи во неизвестност. Ова е прашање за иднината на државата. СДСМ и целата коалиција сме подготвени да се спротивставиме. И силно ќе се спротивставиме. И ќе ја водиме борбата за европска Македонија. Ве повикувам сите да се приклучите, да се обединиме околу идејата за напредна европска Македонија. Против изолацијата, против криминалот и корупцијата. Да живееме во нормална држава, со европски плати и животен стандард, со нула корупција, земја во која што младите ќе сакаат да останат. Јас нема да дозволам, СДСМ нема да дозволи да ја снема оваа тема.
Да снема желбата, да го снема сонот на нашите граѓани за Европа. Напротив, ќе се бориме уште посилно и уште поодлучно. Борбата доправо почнува. Ќе ја вратиме нашата држава на европскиот колосек. Како што ја внесовме во НАТО, така ќе ја внесе Македонија и во Европска унија. Лошиот рейтинг на СДС и Филипче е благодарение на пиарот на Башановиќ, сметаат од владеачката ВМРО ДПМН. Лошиот рейтинг на СДС од 4,9% и 3,6% на Филипче поради новиот пиар шеф на СДС Зоран Башановиќ не го допира Филипче, бидејќи тој живее во свој паралелен универзум. СДС и Филипче со месеци ги лажеа граѓаните дека новите анкети ќе покажат пад на довербата на граѓаните кон ВМРО ДПМН, а таа доверба кон СДС ќе се зголемела. И ова секојдневно го повторуваа со месеци на пресконференции. Но со последната анкета која излезе во јавноста, повеќе од јасно е дека СДС на следните избори ќе се соочи со многу лош резултат. Односно не би ни изненадило доколку освојат помалку од 100.000 гласови. На Бихачка никако да им дојде памет дека треба да ги променат политиките и да ги променат новите пиар шефови Башановиќ и Шчекиќ. Луѓе кои поради насока на Заев се таму и го уништуваат СДС. Венко Филипче поради послушност кон Зоран Заев, ова и го дозволува. Дека Венко Филипче е се уште послушник кон Заев и неговите луѓе се дел од така наречените нови структури на СДС, е поставувањето на Стојан Коциров за директор на фирмата Сара Инженеринг до Струмица, која важи за блиска фирма на семејството Заеви, односно Вице Заев до пред само некоја година ја водеше оваа фирма. Се додека Венко Филипче го води СДС, а партијата и натаму не се оградува од Заев, СДС нема да може да се реформира и ќе продолжи да тоне. ВМРО ДПМН останува партија со најголема доверба кај граѓаните со 24%. Продолжуваме со исто темпо на работа, нови проекти и успешни мерки за граѓаните. Во дневникот продолжуваме со информации од спортот. Прволигашки фудбал викендов немаше заради репрезентативни обврски. Па затоа екипите на градскиот фудбалски клуб Тиквеш и Работнички одигра меморијален пријателски надпревар во чест на прерано загинатиот фудбалер Андреј Лазаров, кој настрада во пожарот во дискотеката Пулс. Пред почетокот на надпреварот, капитените на екипите и судиите положија цвеќе пред муралот на Лазаров кој го краси градскиот стадион во Кавадарци. Почетниот удар го изведе малечката Ања, внуката на Андреј. Тиквеш по првото полувреме со головите на Емануел Лавал, Муса Гуел и Окере водеше со 3-0. Во вториот дел Работнички намали на 3-2, но со голот на Голубов, кавадарчани стигнаа до победата од 4-2. Викендов второлигашите ги одиграа средбите од 22-то коло во кое се постигнаа следниве резултати. Шкендија Рачиново Беласица 0-0, Тетек Саса 3-0, Осогово Слога 3-0, победа Детонит Плачковица 0-6, Кожув Големо Конјери 3-0, Новаци Преспа 2-0, во дербито во Штип Брегалница го совлада Охрицо 1-0, а во Неготино екипата на Вардар загуби од Скопје со 0-2. Во третата македонска фудбалска лига група Југ се одиграа средбите од 18-тото коло во кое се постигнаа следниве резултати. Венец на домашен терен загуби од лидерот Борец со 0-1. Ултра Стополка 4-1. Пито Гули Младост 3-1. Превалец Бучин 5-0. Башкими Влазними Јуниор 3-2. А слободни беа екипите на Млекар и Росоман. Екипите во машката кошаркарска МТЛ Суперлига овој викенд до краја искомпликуваа состојбата со местата во плейофот, откако ги одиграа средбите од редовното 21 коло пред последно од регуларниот дел на сезоната. ТФТ на домашен терен се намачи со Гостивар, но сепак славеше со 87-82. Чаир очекувано победи на гостувањето кај Ангели со 78-85.
Феникс загуби од Маđари со 72-82, кој пак со оваа победа го потврди местото во плей-офот. Куманово го доби Кожуп со 89-82, а во пресметката на вечните ривали, МЗТ по продолжение го совлада Работнички со 97-93 и го прати во плей-аутот. Пелистер во Битола беше домаќин на Тиквеш Голден Игл, чии кошаркари се надминаа себе си и славеа со 82-88. Кавадарчани со оваа победа во последното коло на домашен терен ке решаваат за место во плей-офот, а конкуренција им се екипите на Куманово и Чаир. Во женската Шпаркасе Лајф прва лига се одиграа средбите од четвртото коло од Оролоџото. Крива Паланка очекувано го доби Бадел со 81-59. Спортим во Неготино го совлада МЗТ со 65-60. Во Делчево засилената екипа на Патриот убедливо го совлада Кавадаречки Пробаскет со 82-58, а актуелниот шампион Баскет Кам си ја продлабочи сопствената криза, откако на домашен терен по трет пат сезонава загуби од Вардар со 48-55. Средбите од четвртото коло од ракометниот плей-оф и плей-аут помина според очекувањата. Во ракометниот плей-аут Струга на домашен терен загуби од Прилеп со 25-31. Еврофарм Пелистер 2 беше поразен на гостувањето кај Куманово со 31-29, а Пролет очекувано славеше на гостувањето кај Радовиш со резултат 17-19. Во плей-оф сегментот Алкалоид убедливо го совлада Тиквеш со 40-25, додека Бутел на домашен терен не можеше да му парира на Еврофарм Пелистер и загуби со 25-41. Дербито на ова коло помеѓу Скопски Вардар и Охрид заради евро обврските на охриджани е закажан за 2 април во четврток. Под влијание на циклонска активност од утре до петок ќе има повремени врнежи од дожд, а на планините од снег. Поради заладување врнежите ќе преминат во снег и во некои од повисоките места. Пообилни врнежи ќе има во среда и четврток. Од овој бран локално се очекува да наврнат над 50 литри на метар квадратен. Ќе дува умерен, а во среда засилен ветер од североисточен правец. Во деновите од викендот времето ќе биде претежно стабилно со пораст на дневните температури. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од североисточен правец. Утре температурата ќе се движи од 3 до 13 степени. Тоа беа содржините во дневникот. Почитувани, ви благодарам за довербата и вниманието. Ви посакувам секое добро со програмата на вашата КТВ.